Благодарам. Почитувани колеги, присутни министри, медиуми и почитувана јавност. Јас денес ќе започнам со ресорот култура, бидејќи сметам дека е доста актуелен, но за жал во негативна смисла, односно културата во Македонија стана предмет на подсмев и подбивање, а секако благодарение на ресорниот министер. Имено, наместо унапредување на културата и културен развој на Република Македонија, за многу кратко време имаме тренд на уназадување во областа на културата, преку класична партизација, селекција и дискриминација на уметниците и културните дејци, класична негрижа за нашето културно наследство, како и запирање на сите капитални инвестиции во областа на културата. Скандалозната национална годишна програма на Министерството за култура за 2018 година најдобро ја отсликува хаотичната состојба во која ова министерство се наоѓа. И културата никогаш досега не била толку деградирана, а уметниците толку омаловажени. Ако културата е најдобриот амбасадор за една држава, вие, министре, успеавте да ја уништите промоцијата на Македонија во светот со вашата негрижа за истата. Едноставно, вие ги уништивте меѓународната репутација и нагорниот тек на македонската култура. Со доаѓањето на власт на оваа гарнитура, културната преродба на Македонија, која ја направи ВМРО ДПМНЕ, не само што сгасна, туку доби и деструктивни конотации. И моето конкретно прашање за вас, господине министер за култура, е следно. Дали вие, по превземањето на својата функција, сам си подпишавте налог за исплата на средства за сопствената ваша издавачка куќа Готен? Прашувам, бидејќи е очигледно дека нова издавачка куќа одлично и оди работата, откако нејзиниот сопственик станува министер. Имено од почетокот на оваа година веќе има промоции на 2 книги, тоа се збирката раскази Панкот е мртов од словенечкиот писател Томаш Космач и поетската збирка Кога љубовта се троши како креда од Љузим Хазири. Сега се обраќам до господинот тендер министер, односно министерот за здравство. Не знам дали министерот се сеќава на програмата за живот од 2016 година или барем на програмата на владата за реформи од 2017, каде најбомбастична најава беше она за плати од 100.000 денари за докторите. Исто така, на сите здравствени работници кои дежураат, им ветивте зголемување на дневниците за дежурство за оваа година или конкретно за март и април, а денес, министре, сме 26 април. За многу кратко време од доаѓањето на власт, ова министерство успеа да направи хаос во здравствениот систем, редовно проследуван со бројни скандали и смртни случаи. Ниту вие, како втор министер, ништо не променивте и не реализиравте ниту еден проект во интерес на пациентите. Бесплатно болничко лекување нема, платите на лекарите и останатиот здравствен персонал не само што не се покачени, туку во одредени здравствени установи се и намалени. Наместо да започнете со изградба на клиничкиот центар, за која се беше подготвено и обезбедено, вие решивте да трошите дополнителни и непотребни 300 милиони евра повеќе, отколку што беше предвидено. И наместо да ги исплатите стотината приватни специјализанти од последниот конкурс, објавен во 2018 година, вие вршите најверојатно селектирање на подобни и неподобни, и да ве подсетам само дека на седницата на 11 април изјавивте за месец март дека ќе бидат овие исплатени. Но јас некако се сомневам, бидејќи ако е така, зошто овие луѓе едноставно не ги примите на средба и не им го потврдите тоа. А вашите цели во програмата за живот од 2016 година беа бесплатно болничко лекување за сите осигуреници, инвестирање во здравието на граѓаните преку изградба, реконструкција и опремување на општите и клиничките болници во Република Македонија, враќање на пациентот во центарот на вниманието, задоволни пациенти и задоволни доктори, ни трага од нив нема.
зголемување на основната плата на сите здравствени работници за 100%, со што ќе се спречи одливот на медицинскиот кадар. Одливот не е спречен, покачување на плата нема. Понатаму замена на мој термин со систем кој ќе гарантира брза и квалитетна здравствена заштита на секое ниво со точно утврдени рокови и обврски. Ништо ни од ова. Едноставно, од овие цели ниту има запазени рокови, ниту пак досега некаква реализација, господине министре. А вашите планови за живот од 2016 пак беа, ќе ги набројам накратко, изградба на достапен, квалитетен и долгорочно финансиски одржлив систем на здравствена заштита, понатаму повторно ќе се укине партиципацијата за болничко лекување, па ќе се задржат докторите во Македонија со поголеми плати и така натаму и така натаму. Едноставно, целите за живот и планот за реформи ги препишавте и во програмата на владата, но повторно немаме ништо од нив. И затоа ве прашувам, господине министре, со можеби едно од најлесните прашања кои што вас можат да ви се постават, а тоа е, зошто барем едното од најголемите ваши ветувања не го остваривте? Ветивте бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. Ова ветување е на вашата 136 и 226 страница од планот за живот. Поминаа повеќе од 10 месеци и ништо. Вака ли, господине министре, че го подобревте здравствениот систем во Република Македонија? Третото прашање, кое е од областа на животната средина, ми отвори една дилема да се запрашам кој всушност беше и министер на овој ресор. Неговиот заменик, благодарение на Светскиот ден на планетата Земја, го видов пред некој ден и се замислив, постои ли се уште овој ресор? Работи ли нешто? Министерот Дураки остварил 2 средби со неговата колешка од Косово и со британскиот амбасадор и толку. Патем, кога сме веќе на оваа тема, само да ја подсетам македонската, а посебно тетовската јавност, дека ветувањето за стартирање на Југохром е повторно штуро одложено, со штуро образложение, одложено е за септември. И да преминам на конкретното моје прашање. Имено, проблемот со депонијата во општина Гостивар е актуелен и станува се посериозен и се поголем. Оваа депонија во Гостивар има огромно негативно влијание по здравието на луѓето, развојот на туризмот, како и воопшто економскиот развој на општината. Депонијата стана огромен извор на зарази, а воздухот во Гостивар е еден од најнеквалитетните во Македонија според резултатите од добиените мерења. Во предизборието ветувавте решение на проблемите со дивите депонии, но поминаа исто така повеќе од 10 месеци, а решение нема. Граѓаните на Гостивар и околните населени места се уште живеат во уште позагадена средина. Планирате ли конечно да се реши овој долгогодишен проблем со депонијата Русино и поконкретно ме интересира кога и како? А за ваша информација, уште и заради јавноста, ќе соопштам дека во општина Гостивар е забележителен порастот на заболени од малигни неоплазми на респираторните и интраторакалните органи, како и на болни од респираторни болести, што не мислам дека е случајност. Министре, доаѓа лето, дали чекате повторно да се запалат депониите ширум државава, или и тие палења на депонии, конкретно депонијата во Струшко, ги вршеше ВМРО ДПМН. Патем дали го следевте и протестот во Дебарца викендов и дали воопшто нешто ќе превземете околу депониите. Ви благодарам.